ќе почнам од детството. Мислам дека цел живот е присутен во мене, во мојот дух, во сите оние убави работи што ми се случувале уште од детството па до денес. Во детството ми беше од оние омилени писатели што многу ги читав, им се одушевував и мислев дека Видоје Подгорец го прераскажува моето детство. Кога ги читав расказите од неспокојно детство, потоа од Прости ми канаринке, ги читав и Топли гнезда и да не ги набројувам, затоа што ги има премногу, и се прашував што ќе се случи еден ден ако имам можност да го запознам човекот Видоје Подгорец. Писателот веќе премногу го познавав, но се плашев од човекот Видоје Подгорец и се случи еден ден во детска радост, како се уште млад, со 18 години, отидов во редакцијата на Детска радост и видов човек на телефон, се представува, вика, да, вели Подгорец. И јас затреперив, мора да е тој. Му се извинив, го прашав, дали вие сте Видоје Подгорец? Да, рече, јас сум. Јас носам раскази, велам, сакам да ги видите расказите како пишувам. Се врати, а беше на излегување, се врати, ме прими во неговата канцеларија, тогаш го уредуваше списанието другарче. Јас носев еден расказ, се викаше Пајаковата мрежа, долг 6-7 страници. Тој почна да го чита, јас го замолив дали сакате да ви го прочитам јас расказот. Може, рече, прочитај ми го. И беше трпелив да ме сослуша, да му и прочитам тие 6-7 страници, подзамолкна и потоа му се обрати, го викна. Александар Поповски беше уредник тогаш на Развигор, рече, овој расказ да влезе во списанието Развигор. А пред тоа јас имав објавено 1-2 раскази во истото списание, во Развигор, потоа Киро Донев беше во Наш свет. И така на некој начин тоа беа моите почетоци кои навлегував во литературата. Но за жал Видоје Подгорец набрзо замина од Детска радост и многу се разочарав. Сега мислев дека ќе ми се оддалечи. Видоје Подгорец отиде во Наша книга. Јас веќе почнав да се јавувам со првите раскази и тој ми вети, вели, јас ќе ти ја објавам првата книга. Тоа и се случи. Ми ја објави првата книга Город Свет, и тоа во една библиотека Златен бумбар во која излегуваа 100 избрани дела, а јас се јавував како дебитант во таа едиција. Има многу детали за Видоје Подгорец, да кажеме, многу убави работи, убави моменти. Кога се појави таа книга Город Свет, мислев дека цел свет ме познава, а сега се уште мислам дека никој не ме познава и затоа секоја година се обидувам да се јавам со некоја нова книга, со нов роман. Уште еден момент да кажеме, Киро Донев е тука. Посебно го сакаше Киро Донев, но мислам дека ме прифати и мене најмногу преку лириката. Јас му бев близок до раскажувањето, бев близок до него и потоа кога отидов во македонската телевизија, бев среќен што можам да снимам со Видоје Подгорец емисија на некој начин, да му се одолжам за тоа што го направил за мене. Следува и години на пријателство со него, на почитување, и можам да ви кажам дека напишав многу текстови за него. Еден ден ќе ги објавам во книга,
но мислам дека се уште ништо не сум кажал доволно за Видое Подгорец, затоа што навистина неизмерно го сакам и како автор и како човек го почитувам и секогаш му останувам должен за се она што направил за мене и како писател и како човек кој навистина ги сакаше луѓето. Видое Подгорец беше човеколюбец. Бидејќи времето е кратко, ја само уште една-две кратки досетки, анегдоти на она што се сеќавам со него. На една средба во Радовиш на месецот на книгата имаше многу народ на плоштадот, а меѓу нив и едно несреќно дете со едно изгорено лице, од кое сите бегаа понастрана, се тргаа. Тој беше единствениот човек меѓу тој 1000 народ, му прииде, разговараше со него. Мислам дека во раката му тутна нешто, се разбира, тоа беа пари, никој тоа не го забележа, освен мене, јас го забележав. И потоа Видое Подгорец гласно размислуваше. Вели: сине, ако има лек некаде, ќе те качам на грб и пешки ќе тргнам по светот да те однесам да си го излекуваш лицето. Тоа беше еден момент кој никогаш не можам да го заборавам. Имав една средба во Колешино и кога почнав да му зборувам за лириката, мене многу ми се допаѓаше лириката кај Видое Подгорец. Кога почнав да му зборувам за неговата лирика, детали да му кажувам од творештвото, ме сослуша и ми рече: понекогаш се мразам што сум таков. И ми се сврте, рече: а и ти си, ама во тоа ти е успехот. И јас мислам дека сепак тоа му беа пророчки зборови и јас во моето творештво држам до таа лирика. Го сметам Видое Подгорец за оние мои драги, големи учители и имам уште еден момент да кажам, но скромност нема да го кажам овде, ќе останам недоречен. Се случи еден убав момент со Киро Донев кога се враќавме од Змаеви детски игри во Белград, кога го запознав професорот Воја Марјановиќ, кој ми беше пријател, ми кажа еден момент кој навистина ме направи премногу среќен, но овој пат тоа ќе го премолчам. Ви благодарам.